Првата наша забелешка е од концепцијска, да речеме, природа и за нас е проблем тоа што повторно имаме чувство дека принципот на политичка зависност надвладува над принципот на институционален континуитет. Што подразбирам под ова? Сметаме дека со законот не се прави редефинирање на природата на овие позиции од политички да преминат кон административни, стручни и уште поважно не се прави редефинирање на односот на моќ помеѓу владата и овие високи раководни позиции. Првата забелешка која што доаѓа од страна на граѓанскиот сектор е лошо е концепирана, затоа што употребувајќи професионализација на јавна администрација, овој закон тоа не го опфаќа. Што е суштината на овој закон? Суштината на овој закон е ние да воспоставиме постапка, услови, критериуми за избор на високи раководители. Идејата е да постојат критериуми, принципи, произ кои што на јавен, транспарентен начин секој ќе може да се пријави за висок раководен службеник. До сега по пат на политички плен, политичките партии се договара кој кому кој ресор ќе му припадне и ако ги погледнете, а ние го направивме овој дел од истражувањето претходно, да ги видиме сите закони кои што ги регулираат досега избраните именуваните лица, во законите се пропишани само минимум услови за да добиете една ваква позиција, но не критериуми, не транспарентна и фер постапка, не конкурентна постапка, како што во овој закон тоа се предвидува.